Македонија и Албанија ќе бидат главна тема на утрешните разговори на Министерскиот совет на ЕУ, но мали се шансите дека министрите за надворешни и европски работи на земјите членки на Унијата ќе донесат некаква одлука во врска со отпочнувањето на преговори. Иако еврокомесарот Хан и шефицата на евродипломатијата Могерини повторно упатија повик за отварање на преговорите со нашата земја во најбрз можен рок, досегашните пораки од Германија и особено од Франција не даваат надеж дека тоа навистина ќе се случи. Пореално е да се очекува датумот да го добиеме дури во октомври, иако и тоа е под знак прашање. По Берлинската средба на заев со Меркел од владата тврдеа дека Бундестагот ќе даде одобрување во септември, но од канцеларијата на Меркел имаше само штуро објаснување, во кое се наведува дека разговарале за билатералните односи, а фокусот бил ставени на прашање од надворешната и европската политика. Македонските власти во последно време бараат Македонија да не биде заложник на соседна Албанија, односно доколку Тирана не ги исполнува условите двете земји да бидат одвоени во процесот, што пак најде на огорчување кај западните соседи. Франција пак, која се смета за најголем песимист во однос на проширувањето на ЕУ, преку амбасадорот Тимониени порача дека и ние не сме ги исполнили нашите обврски, бидејќи реформите во сите сектори стагнираат. Вие превзедовте еден кредит, тоа е сосема јасно, но тој кредит не е доволен за да на крајот се добие датум за почеток на преговорите. И јас уште еднаш ќе напоменам дека почетокот, датумот на преговори може би сега е претерана тема за поделби. Мислам дека поважно е прашањето за квалитетот на реформите кои што се прават, дали е постигнат напредок. А дека и покрај сериозните напори од Европската комисија да се обезбеди позитивен резултат за Македонија, одредени земји не сакаат да попуштат. Неодамна потврди и председателот на комисијата Жан-Клод Јункер. Македонија испорача. Сега е ред и Европската унија да го стори истото. Знам дека некои земји членки имаат одредена загриженост, но ќе направам се што е можно за да ги убедам. И покрај се, премиерот Заев во интервју за германски Handelsblad вели дека очекува јасен заклучок од утрешниот состанок дека годинава ќе ги започнеме преговорите за членство, а според оптимистичкото сценарио во ЕУ ќе влеземе меѓу 2025 и 2030 година. Инаку одлуката што ќе ја донесат министрите во Луксембург, каква и да биде, потоа ќе треба да ја потврдат шефовите на државите и влади на Унијата на Европскиот совет закажан за 20 и 21 јуни во Брисел.